Секојдневно низ животот, луѓето гледаат околу себе и забележуваат. Еве тука нешто не е во ред. Еве, ова може да биде подобро. Активистите, здруженијата, обичните граѓани, секој во својот агол од општеството, си велат, ајде да го смениме ова, да го поправиме, да го направиме подобро за сите нас. Секој си го носи својот дел од грижата и своите идеи што би можеле да разбудат нешто поголемо. Еве, например, група еколошки активисти забележуваат дека загадувањето и енергетската зависност може да се намалат со измени и подобрување на Законот за животна средина и на Законот за обновлива енергија. Не знаејќи како да го постигнат тоа, се обраќаа до консултантската канцеларија каде што работи Ана. Запознајте Ана, дипломирана правничка што работи во консултантска канцеларија, идна регистрирана лобистка. Кога интересот е заеднички и корисен за сите, се раѓа добра идеја што поттикнува иницијатива. Екоактивистите сакаат да предложат измени на законите за животна средина, што ќе поттикнат чиста енергија и ќе го намалат загадувањето, затоа што тоа е во јавен интерес. Ана ја поздравува иницијативата и се согласува да помогне. Но како? Во нашата демократија, секој интерес се застапува по јасни и со закон пропишани правила. Токму тука започнува легитимното лобирање. Отворено влијание врз носителите на одлуки, за да се подобрат законите и политиките. Ана сака да помогне да се реализира иницијативата на екоактивистите, па затоа одлучува да стане лобист. Се започнува со регистрација во е-регистарот на Државната комисија за спречување корупција. Лобирањето е професионална активност. Лобистот ги застапува интересите на своите клиенти, а не својот личен интерес. Лобирање може да вршат домашни или странски физички лица лобисти, регистрирани согласно со одредбите од Законот за лобирање, како и лоби организации. Откако Ана доби полномошно од екоактивистите да лобира за нив, закажува состанок со заменик министерот за животна средина со цел да му ги посочи истражувањата, анализите и иницијативата на своите клиенти. Заменик министерот, како лобирано лице, должен е да го пријави овој контакт на лобирање. Државната комисија за спречување на корупцијата обезбедува лобирањето да биде транспарентно и според правила. Таа го надгледува и го чува интегритетот на целиот процес. Кога лобирањето е честно, транспарентно и професионално, полесно се постигнуваат резултатите за подобро утре. Промената е видлива и во законот, и во секојдневниот живот. Информирај се и користи ги можностите за легитимно влијание. Лобирањето е дел од демократијата, кога е регистрирано, транспарентно и регулирано со закон. Затоа лобирај, промени, транспарентно, по закон.